ајде да кажеме, тие луѓе што продаваат, мора да ја знаат оваа скала, за да успее човекот у продажбата. Но минатиот пат кога зборев за целите, кажав дека човекот мора да истраен поради тоа што истрајноста ги менува некои нешта во универзумот. Овој универзум на препреки, и ако не истраеме доволно долго, препреките не се вртат во помош. Но во еден момент препреките, тоест отпорот на универзумот, се врти и прераснува во заинтересираност да ни помогне. Интересна работа. Да. Отпорот на универзумот во еден момент се претвара во заинтересираност да ни помогне. Значи, ако има отпор, некој у суштина не е лошо, затоа што ќе се промени отпорот во заинтересираност на универзумот да се случи нештото. Значи, ќе зборувам за скала на заинтересираност, исто е од Хабард, оваа скала, и може да ја користите за продажба, и може да ја користите за било што во животот да добиете или да постигнете. Така да, ќе ви објаснам оваа скала. Сега идеме малку на таблата, за да можем поубаво тоа, ви го нацртав, за да можем поубаво да ви го објаснам. Океј, момент сега. Океј. Или? Мислам дека се гледа добро. Океј. Ова сум зборувал. Ова имав еднаш предавање на оваа тема. Ова е втор пат предавање на оваа тема, но мислам дека има многу нови луѓе и тие што биле, мислам дека ќе им биде добре дојдена како потсетување за нештото. Значи, тоа што гледате таму е заинтересираност. Значи, првиот збор, знам дека има светло. Само секунда. Да, мислам дека е подобро вака. Значи, гледайте, ова е скала која што е многу интересна и се вика скала на заинтересираност. Ако ја разгледате оваа скала, ќе видите интересни работи, дека скалата е во суштина иста, само што е обратно свртена. Гледате дека заинтересиран е на почетокот, тука заинтересиран е на крајот. И во оваа скала имаме неколку нивоа. Ова е највисоко ниво, па после тоа пониско ниво, пониско ниво, пониско, најниско ниво, а ке купувачот е обратно во суштина. Сега, што е поентата со оваа скала? Ке ви стане ова интересно како ви го објаснувам. Знам дека сега малку е чудно и може би не е лесно да се разбере. Оној кој што ќе се приклучи на полот ова предавање, веројатно ништо нема да ме разбере, ама како и да е, интересно е, затоа што станува збор за интерес или за интересираност. Гледайте, имаме продавач, имаме купувач. Имаме две страни. Поентата е дека продавачот мора да остане заинтересиран за тоа што го продава како продукт. Знаете, заинтересираноста значи дека он прави истек на некоја енергија, сака нешто да продаде, пласира некој продукт. Ви текнува кога го дадов примерот ви минатиот лајв за едно дете кое што сака да продаде точак на, односно да му купат точак неговите, сака да ја продаде таа идеја. Првото нешто на кое што купувачот, во овој случај ќе биде мајка му и татко му најдуваат, е ниво на интерес кое што се вика не знае. Значи, они не знаат дека он тоа го сака. И они во моментот кога он ќе им каже, мама и тато, сакам да ми купите точак, они веќе не се на тоа ниво, туку се качуваат на наредното ниво, ама наредното ниво е спречува. Дали ви се случило инстинктивно некогаш кога некој сака нешто да ви продаде, вие инстинктивно ќе го спречите или ќе се спречи нештото. Како инстинктивно да доаѓа тоа едноставно да се спречи нешто. Мајка му и татко му ќе ме речат на детето, не може, немаме сега пари, не можеме сега. Знаете, на многу културен начин, фактички, они ја спречуваат продажбата. Или може би некој ќе ви се јави кој што и да продава, може би телефонски ви продава или ќе ви дојде во едноставно лице во лице да ви продае нешто,
Прво што доаѓа како идеја на купувачот, кој што фактички се качува по таа скала на интерес, е да ја спречи продажбата. И обично тоа се случува на многу љубезен начин. Сега немам време, не можам сега, а јави ми се за 2 дена, мајката и таткото ќе му кажат на детенцето, слушај, добро, ама сега знаеш немаме пари, ај батали, па ќе збориме за месец дена. Но, што се случува? Детето останува заинтересирано и продолжува да збори за таа идеја. Но, ако не остане заинтересиран и ако падне на желба, гледайте што ќе се случи. Ајде замислете следнава ситуација. Јас сакам да викнам некој мој близок пријател или кој да е на некое предавање. И ова фактички се случуваше порано. Затоа што не знаев како да останам на ова ниво на заинтересираност. И ја ќе сакав некој да дојде на некое предавање, на некој семинар кој што мислам дека ќе му користи, не од мене, фактички од некој друг предавач, кога почнував јас да едноставно да сакам да се едуцирам на таа тема и мислев дека е интересно за некој друг човек и ќе му кажев ајде дојди со мене и ќе ми рече слушај батали ме, не ме интересира ова, или ќе ми рече ај знаеш нареден пат кога ќе има предавање ќе дојдам. Ја ќе дојдев на желба, ама знаеш што, многу сакам да дојдеш затоа што знам дека ќе ти помогне и едноставно ќе почнав да правам притисок на таа тема. Што се случуваше? Фактички ја ќе почнав да го наметнувам продуктот, во овој случај семинарот или предавањето, на некој човек и тој ќе дојдеше, ќе се кренеше фактички тој на наметнува, но фактички имавме еден вид на отпор во ова ниво. Ја му го наметнувам на него предавањето или што и да сакам он да направи и он ќе почне да ми пружа отпор, ама немој да си досаден, батали си и така натаму. И што се случуваше ја понатаму, ако имало уште едно предавање или семинар, јас ќе почнам наредно да ми доаѓаат мемории и слики од како тој ме откачил минатиот пат и колку фактички можеби сум имал неуспех да му го продадам му наводници тоа што сум сакал, и ја ќе почнам да ја спречувам продажбата затоа што можеби нареден пат ќе му уште еден таков семинар и ја ќе речам шо ќе го канам, минатиот пат ме откачи и едноставно, но тој фактички се качил на ниво на желба. Сега тој човек има желба да дојде на тоа предавање, поради тоа што поминал низ отпорот. Гледате, овде имате отпор кој што е прво кај самиот купувач се јавува отпор, но исто така се јавува отпорот од купувачот кон продавачот и самиот продавач почнува да има отпор кој што му работи самиот на себе, на самиот тој. И сега ја почнувам да имам идеја дека не треба веќе да му го нудам тоа нешто на човекот, а фактички човекот се наоѓа на ниво на желба веќе за да го купи нештото и наредно нешто на кое што ја паѓам сум на ниво не знае, тоест јас не ми го ставам во мојата идеја повторно да му го пласирам продуктот на тој човек. А тој човек е фактички најзаинтересиран за тоа ниво. Искрено да ви кажам, кога зборувам со луѓе кои што се продавачи, точно ова им го зборувам. Имате некој човек и ви понуди некој убав продукт, било каков продукт. Гледате, без разлика што е. Имате продавач кој што го нуди својот продукт. Ова е за сите продавачи, но запамтете дека у суштина на универзумот сме сите продавачи, затоа што размислувајте дека купувачот е универзумот фактички. И универзумот ќе ни направи отпор ако ви текнува на патот до целта имаше препреки. И сега што се случува? Продавачот го нуди продуктот, но прво купувачот не знае што он нуди, но кога продавачот толку убаво и љубезно ќе му објасни што он нуди, наредното нешто што се случува, инстинктивно купувачот ќе почне да спречува да се случи продажбата. На многу љубезен начин. Ај јави ми се за 2 дена, ај јави ми се за 3 дена, ај јави ми се наредниот месец. Слушај, сега немам пари. Што и да е, он, купувачот поминува низ тие нивоа. Но продавачот мора да остане на ова ниво, а не да падне надоле, но фактички продавачот, соочувајќи се со отпорот на купувачот, отпорот го спушта надоле по скалата на интерес него, но купувачот фактички се качува по таа скала на интерес и продажбата ќе се случи кога овие две нивоа ќе се спојат. Ете, она што треба продавачот да направи е да остане заинтересиран и да не падне самиот тој надоле по скалата на интерес, затоа што купувачот фактички се крева по скалата на интерес. И купувачот ќе купи, но продавачот мора да остане заинтересиран за да се спојат двете нивоа. И сега продавачот го продава својот продукт, наидува на отпор. И сега што се случува? Продавачот почнува да иде на ниво на желба. Гледате, заинтересираност е многу фина енергија.
Тоа значи јас давам нешто за другиот човек и мислам на неговите желби, на неговите потреби. Но ја ако паднам на ова ниво на желба, почнувам повеќе да мислам за мене. Почнувам повеќе да мислам што мене ми треба. Може би е провизија од продажбата, може би што и да, и почнувам да мислам за мене. Сега, кога ќе паднам на ова ниво, па ќе почнам да го наметнувам мојот продукт на другиот човек, на малку и арогантен, нељубезен начин, што ќе речат луѓето, досаден е, ама многу со жари, со енергија и лично си го зимам отпорот. Гледате што се случува. Овој отпор кој што се јавува кај купувачот, ја почнувам да го зимам лично на ова ниво. И почнува да ме повредува отпорот кој што купувачот го прави. Гледате, лично ги зимам работите. И ја ќе почнам тука да се надпреварувам со него. Па ќе ви се јавуваат од друг телефон. Па скришно преку некои други луѓе ќе ве побараат. Зашто? Затоа што е на ова ниво. Ти пружеш отпор, он ти наметнува, ти пружеш отпор, он ти наметнува и тука имате војна на некој начин. Наводници војна. Гледате, овој го наметнува продуктот, овој наметнува дека не може, досаден си, прекини, доста ме нервираш, цело време ми дзивкаш, само ми се јавувате, прекинете, досадни сте, прекинете, досадни сте. Океј, тој не го наметнува. Но, што се случува ако самиот продавач падне на ова ниво? Грешката е ако продавачот падне на ова ниво. Продавачот само мора да остане заинтересиран и да дава информации, да дава љубезност, да дава заинтересираност, затоа што купувачот му треба време да пробие ни своите препреки, за да дојде до ниво на заинтересираност. Ме разбирате ли? Но многу често продавачот почнува лично да го сваќа отпорот кој што купувачот му го дава на овие две нивоа. Затоа што, гледате, отпорот после тоа оди во желба. Замислете, некој му треба што и да е. Даден тип на продукт. И последен период ние сме го нуделе тој продукт, он ни давал отпор, но што се случува? У ова ниво, затоа што сме го наметнувале многу продуктот, сме биле у војна контра купувачот, не сме биле за него, не сме го разбирале, не сме го толерирале, сме почнале лично да си го прифаќаме неговите отпори, неговите наметнувања. Сега, после тоа ние одиме на спречување. И после тоа шо викаме? Како да не на него ќе му го нудам ова? Глупости. Ќе зажали он. Што па јас со него има да се маткам кога имаме еден куп други луѓе. И факт е дека има други луѓе. Не мораме да сите да го нудиме, да им нудиме се, треба да процениме на кој што му треба. Но он почнува тука лично да се ги сваќа работите и он почнува да ја спречува продажбата. И знаете ли колку пати имало ситуации кога некој продавач истиот продукт го нуди на некого, ќе најде на овие нивоа, он почнува да ја спречува продажбата затоа што почнува да си прави игри со купувачот и го зима како да му е некој со кој што ќе се кара, ќе се докажува, ќе се покажува, наместо да се остане на ниво на заинтересираност и да проложи субава енергија да му го нуди продуктот, он паѓа на ова ниско ниво и на крај оно што се случува кога купувачот ќе падне ќе се крене на желби на заинтересираност, фактички продавачот заборава или не знае за потребите на купувачот и ќе се појави друг продавач кој го продава истиот продукт на сцена. И фактички наготово е припремен купувачот од претходен продавач и тој наместо да остане истраен до крај, он се откажува во ова ниво, но купувачот се кренал на желба и на заинтересираност, ќе се појави друг продавач, веднаш ќе го продаде продуктот. Тоа е како да едноставно знаете, ќе си ги засеете на некој начин со заинтересираноста, ги кревате купувачите по скалата на интерес, но никогаш да не ги соберете плодовите од вашата сејба. Затоа што гледате, плодовите и семето почнува да расне. Но како на некој начин продавачот да прекинува на пола пат, затоа што нема трпение ова да се случи. Гледате, во маркетингот, во продажбата, во рекламирањето, многу е важно пораката да оди подолг временски период. Зошто? За да точно се самиот купувач пројде низ овој процес. Колку често ви се има случајно, ќе видите некој производ во еден маркет, ќе го видите во друг маркет, па некоја ваша пријателка или пријател ќе ви каже за тој продукт. И прво на почетокот сте имале отпор, зашто цело време ова го рекламираат, каква глупост е ова? И неколку пати ќе видите рекламата на различни места, од сите страни сте бомбардирани со таа реклама, некој ваш пријател ќе ви го каже тоа дека е супер и вие сами сте пробилени низ вашиот отпор и на крај доаѓате до желба и до заинтересираност и ќе го купите.
5 пати ќе видите нешто на телевизија, 10 пати ќе видите на телевизија, 12-тиот пат човеков се јавува да купува. Зошто? Затоа што се кренал на ниво на заинтересираност. Но продавачот мора да остане на ова ниво. Дал сум јасен, се ражестив јас така, не? Се радувам ме разбирате, затоа што малку интересна скалава и затоа ја објаснувам со многу примери, затоа што сакам да ја разберете, затоа што треба да сватиме дека универзумот има отпор. Секој човек во себе има отпор, затоа викаат дека истрајноста се исплатува. Затоа викаат упорноста се исплатува, затоа што се менуваат, отпорот се менува во желба и во заинтересираност, мора тоа да го знаете. Гледате, овој отпор тука се менува во желба и заинтересираност понатаму. Значи, сите оние кои што сте во било која ситуација поврзани со било каква продажба, мора да сватите дека мора да се остане на ниво на заинтересираност. Затоа што само по себе луѓето, сите ние си имаме отпор нештото да го направиме. Секој еден од нас. И колку повеќе остануваме заинтересирани да помогнеме на луѓето, сме тука за нив. Едноставно човекот се крева по скалата на заинтересираност. Затоа и детево, што го кажав примерот со детенцето. Детенцево вика, мамо и тато сакам точак. Овие му викаат, синко, не сега. Детето останува заинтересирано, мамо и тато, сакам точак. Не сега, синко. Мамо и тато, сакам точак, знаеш, многу е важно заради тоа и тоа. Аман, доста, досаден си! Они се му наметнуваат назад. Готови се, со други зборови, готово е! Дете, мамо и тато, ама јас сакам точак, затоа што другарчето им, аман бе, прекини бе, доста бе, на глава ни се качи човек, абе на глава ни се качи, ало! Слушаш ли што ти збориме, немаме пари! Дето, мамо и тато, ма сакам точак. И он, после 2-3 дена пак, мамо, сакам точак, види го, готово. Мајка една вечер се седи со таткот или се лежат у креот, му вика, слуша, абе, да му купиме точак на овој. Готово е! Мајкава чим убеда на татко, абе, ту бъде и тебе. Не бе, татко не попушта, па као демеко не попушта. 3-4 пути мајка му ќе му каже, ајде време за точак, ќе отидат, ќе му купат точак и ќе му купат, што кажав минатиот пат. Нема да му купат тој ефтиниот што он го барал, дете го барало поевтин точак. Абе татко ми, мајка му ќе му купат све, и кацига, и точак, и не знам што ранец, и све ќе му купат. Зашто? Затоа што кога ќе пробие отпорот, се менува во желба и во заинтересираност. Желба и заинтересираност доаѓа после отпорот, после спречува, наметнува. Желба и интерес. Не, најубавиот дечко не ја добива девојката, така ли беше најупорниот? Така да, поентата ми е дека ако човекот е упорен, ако човекот е тука, ако човекот е истраен до крај, човекот може да ги добие работите кои што ги сака. Но треба да разбереме дека отпор има во универзумот и отпор има генерално во играта на животот. Значи, ако ние не сватиме, гледате ги тенисериве, гледате ги кошаркариве, ќе изгубат утакмица, ќе дојат до финале, не, наредната година пак, ете ти го трофеот. Ама не се откажуваат, остануваат на ниво на заинтересираност, идат на тренинг пак, ако изгубиле во самото финале. Разбирате, ако изгубиле, идат повторно да играат. Така, значи повторно играат. Зошто играат повторно? Затоа што се на ниво на заинтересираност. Затоа што сакаат да се поистрени и поупорни од универзумот. Сега, гледате, кога вие сте во некој, ајде како ова можеме да го примениме за барање на работа. Човекот е заинтересиран да најде работа. Едно интервју не отишло како што треба, второ интервју не отишло, трето не отишло. И сега што паѓа? Паѓа човеков по ова ниво. Гледате, доаѓа надоле. Зошто доаѓа надоле? Затоа што се соочил со отпор од универзумот. Се соочил со отпор да најде работа и почнува да се разочара. И разочараниот човек си го спречува остварувањето на целта сам. Затоа што не продолжува
да ја креира целта, да ја креира идејата, гледате, да ја креира. Заинтересираноста ја креира идејата. Како? Со настани, со, не знам, во овој случај, ако он бара работа со повторно сиви идење на правење на разговор, неговата насмевка, неговата ведрина, неговиот ентузијазам е таму после 100 стопови. И на крај, како да не даде работа? Мора да најде работа, нема шанси да не даде работа. Ама имате луѓе ке се разочараат од отпор. Ама што се случува? Гледате, фактички, како он поминал 4-то, 5-то, 6-то интервју, веќе се вртат работите. Ама он лично си го зима тоа. И лично ќе се земе, не знам, повредувањето, и лично ќе си го земе дека не е добил таа работа. И затоа што лично си ја зема, почнува после тоа да ја спречува и да заборава на својата цел. И он почна да игра со нив, како да не, све е наместено, бе, сите се наместени конкурси, како да не, ја ке ти конкурирам. А бе, ајде бе, нема работа вдека, немаш да си најдеш на честен начин работа, све е наместено. Готово, тоа е крај. Не е на заинтересираност. Знаете што е на заинтересираност? Окей, чекор поблиску сум до целта, наредно интервју, наредно интервју, наредно интервју, наредно интервју. Зашто е чекор поблиску до целта. Така треба човек да размислува. Некоја девојка со едно момче нема да и трне, со второ нема да и трне, трето нема да и трне, паѓа надоле, она е се скарана на целиот мушки род, нејте бре мушко да види со очи, 2 мачки дома чува, машко не. И паѓа надоле по скалава на интерес, не сака да најде никого и после тоа се седи дома, шо и да е, мислите се какви што се и све е некој крив. Но, може би, баш требало уште малку да се понадева и да истрае, да дојде до целта. Зошто? Зато што, гледайте, она само се соочува со отпор од универзумот. Играе. Не разбирате? Мора да има отпор. Замислете сите работи дојат така лесно. Сакаш што? Дум! Сакаш што? Сакаш што? Веројатно така и ни било во оригиналната состојба на нас како духовни битија, веројатно така и било. И веројатно што се случило, сме намалиле нашата моќ за да не биде интересно. Ете, ние се намалуваме нашата моќ за да не биде интересно, да се има игра. Иначе досадно е, све ке се оствари. Так. Сега дај малку време, напор, дај малку да поминам низ некоја препрека, за да искусам успех од другата страна. Океј, игра е, дечки. Мора да имаме некој тип на отпор. Мора да имаме некој тип на предизвик. Океј, и човек да се разочара, но мора да запамти дека мора да се крене на високо на тонската скала на заинтересираност. Затоа што ако не се крене високо на тонската скала на заинтересираност, ќе падне и ќе заборави за својата цел. Ќе заборави за неговата цел, ќе заборави што сакал. Не само што ќе заборави, веројатно ќе мрази. Ви текнува во еден лайв, ви зборев, замислете се, трнеме на водно и најдеме на некоја карпа. И на таа карпа ни е многу тешко да ја искачиме, затоа што едноставно е најтешкиот дел од патот. И ако се откажеме и дојдеме дома, веројатно ќе кукаме како не направиле патеки за наводно, како не е средено водно. Шо и да е, ќе наоѓаме изговори затоа што некој не направил ние се качиме на водно, ама ако ја надминеме таа препрека и карпата ја надминеме и дојдеме до врвот на водно, ќе уживаме од препреката. Ќе збориме за карпата, ќе збориме колку било интересно што сме надминале. И ќе уживаме да збориме на другите луѓе како некоја тешка карпа сме надминале. Точно ова е тоа. И секој еден човек кој што се наоѓа со некоја неуспешна цел и некоја разочарување, и искрено само покажете му го овој лайв, само треба да остане заинтересиран и да биде на високо ниво. За да може да се спојат двете нивоа на заинтересираност, ме разбирате? Гледате, поентата е да истраеме и да пробиеме низ отпорот. И да не дозволиме отпорот да влијае на нас и лично да си ги земеме работите. Проблемот е кога лично си ги земеме работите. Нема ништо лично, луѓе, да се разбераме. Тоа е игра, тоа е универзум, и ако лично си ги земеме работите, стануваме многу разочарани и стануваме како лепак материјал за лепење на негативни работи. Знаете кој лепи најмногу негативни работи на себе? Овие. Видите? Овие луѓе на ова ниво, затоа што се многу разочарани, гледате, ќе лепат на нив многу негативни работи во животот. Зошто? Затоа што фактички подлегнале на отпорот
на купувачот, тоест на универзумот, ај така да кажеме, не успеале да истерат, да останат на ова ниво, за да пробие сето ова, односно за да самиот купувач дојде на ниво на заинтересираност или да ги надминеме проблемите универзумот, затоа што ќе видите, во моментот кога ќе сте до толку истрени, универзумот ќе ви даде поише награда од што очекувате како детево со точакот. Повише награда, тука доаѓа поголема награда, отколку што сте барале, отколку што замислувале, тука поише ќе добиеме. Ама ова го добиваат само оние кои што се упорни, кои што знаат дека маратоне. А на ова ниво, човекот станува многу разочаран. Еве му ги сликичките, мемориите во реактивниот ум, од сето тоа што се случило, и она што се случува, почнува лично да се ги зима работите. Леле, не знам, тој и тој не ми се јави, не ми честиташе нова година. Тој и тој, леле, не ми се јави за празниците да ми честита. И сега, што ќе правиме? Па колку луѓе не ми се јавили да ми честитат, ама овој тука, окей, честитал, не честитал, тој си продолжува, луѓе со целта. Ама овој дека зашто не ми честита, зашто не ми се јави? Да се разбереме, убаво е сите млади да се јавиме на постарите и да им честитаме нова година, супер. Ама не секогаш, некогаш ќе изумиме, некогаш нема да ни текне, некогаш сме на незнае, сме заборавиле за кој да е човекот на родините, може да сме паднале на ова ниво. Ама луѓето кога се тука, ќе почнат да се ги прифаќаат работите лично. Тој не ми се јавува 2 дена, тие не ми се јавија од интервјуто, ма какви луѓе се тоа? Ма ти кажем, ја нема добри менаџери. Зашто не ми се јавија? Ми рекоа ќе ми се јават, абе јави се ти. Ама на ова ниво, леле, ма катастрофа е све. Знаете како некој материјал, кој што знаете кој што штоп што си лепи све на него? Некој штоп да најдете што све лепи на него? Такви стануваме кога сме разочарани. Све си лепиме. Ами што мора све да си лепиме? Зошто мораме отпорот лично да го сватиме? Треба само да останеме на ова ниво и да дозволиме другата страна се крене на тоа ниво. Некој човек сака да заинтересира својата сопруга да иде на кино, а мора да помине низ ова ниво. Не бе не сега, ама она ќе слуша од другарки дека тој филм игра, дека ќе провери, не знам, на интернет дека добар рейтинг има филмот, еве ти заинтересираност, бум. Ќе се крене на ниво на заинтересираност, он ќе остане на заинтересираност и ќе се отиде у кино. И знаете некој што ќе се случи? Девојкава ќе се каже, ајде ќе идем у кино, и ќе падне доле, ќе рече, сега ја не ќам. Сега ја не ќам. Ја која сакав ти не ќеше, сега ја не ќам. Сега он отпор пружа. Гледај, он отпор пружа. Па се она се треба да е на заинтересираност, па него да го крева по скалава. Мораме да сме истрени за двете нивоа се спојат. Ама на ова ниво, леле, лично си ги зимаме зашто некој не купил од нас, зашто некој не ни се јавил, зашто не ни се јавиле одма за интервјуто, како може овој да не ме побара? Побарај го ти. Побарај го ти. Што има да чекаш некој да чекаш да ти се јави? Мислам, на ова ниво, јавуј се и свати дека ќе поминеш низ овие сегменти. И биди доволно упорен, истрен и заинтересиран, ама сакам да објаснам што е фактички заинтересираноста, дечки. Гледайте, заинтересираноста значи ја давам за другите нешто. Ја давам за другите нешто. Јас се грижам за другиот. Сакам тој да успее. Затоа го нудам мојот продукт на него. Затоа што сакам тој човек да успее. Сакам да му биде добро. Желба е поише за мене. Ме разбирате? Сакам јас повеќе за мене. Заинтересираноста е истек. Ама овие другиве ниво се втек. Сака он да добие. Чекај, само давај. Давај енергија, давај креација, давај позитивност, давај помош. И да видиш како универзумот не може да остане толерантен, односно индиферентен на тоа. Универзумот ќе се сврти. Препреките ќе се свртат. Затоа што никој не е имун на човек кој што сака другиот да обстане, сака другиот да успее, сака на другиот да му биде добро. Тоа е заинтересираност. И само чекај универзумот да те награди. И само чекај универзумот да те награди. И само чекај универзумот да те награди. Не чекаш уствари, ти само го работиш тоа што сакаш да го работиш. Ајде да се вратиме на она друго на што го зборев пред многу лајвови, дека фактички
ако ние не сме срекни со истекот на енергија што го правиме, ако чекаме целта да не направи срекни, е проблем. Ме разбирате? Ние мораме да сме срекни со самата продукција на акцијата која што правиме во моментот. Самата промоција на продуктот, самото зборење на продуктот не прави среќен. Тоа е наградата, само по себе ти е уживање, ентузијастичен си. Само кога збориш на другите луѓе си ентузијастичен од што сакаш да им кажеш колку убави работи има. И ти се чувствуваш среќен. И тогаш човекот најмногу продава, ајде така да кажем. Ама кога најмалку продава? Кога вака збори, а очекува нешто да му дојде. Не, така не доаѓа, затоа што наградата е едноставно давање на енергијата и вложување и зборење за продуктот кој што го сакаш на убав начин. Тоа е наградата. Да најдеме нешто кое што е толку убаво, за кое што сакаме да збориме, кое што сакаме да го креираме, кое што сакаме да го продуцираме, кое што сакаме да го правиме, кое што сакаме да го промовираме, на кое што сакаме маркетинг да го направиме и да го правиме тоа, да го правиме тоа, да го правиме и да уживаме во акцијата. Вау! И се случува преубаво нешто. Не мислиш на наградата, наградата доаѓа. Ама човек кој што чека и мисли наградата, наградата не доаѓа. Зашто? Затоа што наградата е работењето на тоа. Креирањето на тоа, продукцијата на тоа, еланот, вложената енергија, тоа е наградата. Тоа е уживањето. И тоа е заинтересираност. Тоа е тоа ниво на заинтересираност. Мислам дека убаво го објаснив со тоа што ви кажам, тоа е желбата да збориш за тоа, желбата да креираш за тоа, желбата да објасниш за тоа. Тоа е тоа ниво на заинтересираност. И самото по себе се си доаѓа. Ама ако некој човек не ужива тоа што го прави, не ужива тоа што го промовира, не ужива тоа што го збори, не ужива тоа што го креира, тешко ќе му биде по оваа скала, затоа што, верувате ми, веќе е надоле, веќе е паднат по скалата. Веќе е паднат. Ви текнува ли на она правилото биди, прави, имај? Ајде повторно да го вратам на тоа ниво, затоа што сега ќе поврземе неколку работи, нели? Ви текнува кога ви зборев за биди, прави, имај, исто од Хабард е правилово и од други, сум го прочитал, но многу го објасни тоа од него, дека у суштина има е резултатот, има е целата, но во биди и во прави е истекот на енергијата. Гледате, човекот кога у овие две фази, она што ви го зборев на почетокот на врските, имате некоја девојка која што сака да некој момче кој што сака да освои девојка, уште не има освоено, но него излага позитивна енергија, излага креација, отвара врати на неа, ја носи на вечера, ја носи на ручеци, не му сметат нејзините, сите другарки нејзини се топ, он е на ова ниво, сака да освои девојката. Тоа е тоа ниво на заинтересираност. Ама што се случува? Може би има проблеми со девојката, може би има проблеми со девојка и човеков ќе ја добие на крај. Но може и тогаш кога ќе ја добие, доаѓа на ова ниво. Але, кога ќе добие, 2 години се заедно, почнуваат проблеми, зашто? Затоа што сега ја има, ја зима здраво за готово и едноставно не се чувства најдобре. Сега сите стануваат криви, и татко е крив, и мајки, и другарките се криви. И никој не го почитува него. Зашто? Затоа што паднал по скалава, затоа што не е на овие две фази. Он од третата фаза ја добил, ја земал здраво за готово, сега му е жена, прстени ставя. Исто и она. На почетокот ќе се нашминкала, ќе се дотерала, бре. Мириса Карминов на мандарина. Бакнежот е вкусен, супер е, ама на крај, она го има него, почнува со зборови магаре, ѓубре, идиоту, што и да е. У ова ниво е. И све нешто и смета. Зошто? Затоа што веќе не е на ова ниво. Овие две фази се само по себе награда, луѓе. Само по себе, ако бидеме на овие две фази, само по себе е награда. Ова е на некој начин добивањето на нештото, но фактички немаме награда. Тука чекаме да добиеме. Сме добиле и чекаме да добиеме. Луѓе, акцијата е само по себе наградата. Само по себе тоа што го правиме, што го сакаме, тоа е уживањето во животот. Топ е. Фантастично е. И ако сме во тие фази, во тоа ниво и во таа енергија, све се отвара. Сите препреки ги снемува. И не ни е тешко да сме истрајни. Не ни е тешко да продолжиме, не ни е тешко да креираме.
Зошто? Затоа што уживаме тоа што го правиме. Сега, ако некогаш сме се заразочарали од многу работи, дечки, мораме се кренеме на ниво на заинтересираност. Мораме да се вратиме назад. И ако сакате помош како да се вратиме повторно во духот на играта и мотивираноста, ајде да работиме консултации. Имаше многу убави, има уште купони кои што може да си ги подарите себе си, да имаме 3 часа консултација. Дечки, 078-261-771 ми е телефонот. Ако сакате да работиме, јавете ми се. И се надевам дека ќе ви помогнам. Но поентата е да се вратиме на нивото на заинтересираност. Тоа е тоа што сакав да го објаснам. Нивото на заинтересираност е енергијата која што зрачи од нас. Љубовта, ентузијазмов, жарот од очите. И тогаш, само по себе, самото тоа е награда. Само по себе тоа е награда. Океј. Дајте си награда сами на себе. Ајде почнемо новата година со промени, со реформи, со работи кои што се едноставно, кои што малку ќе ги наштинаме. Тоа им викам на клиентите. Единствено што работам со нив на моите сеанси, односно на консултацијските сесии, е само сакаме да го подобриме нивното биди. Кога ќе осмениме бидито во подобра фаза, на подобро ниво, гледате, и правито и имањето доаѓаат. Но мораме да не заборавиме дека треба секојаш да бидеме во таа фаза на биди направи. Ќе го добиеме нештото и мораме повторно се вратиме на биди направи, затоа што на тој начин сме заинтересирани. И од тој момент сме толку јаки што универзумот не може да не победи. Но ако ние се ослабиме, универзумот ќе стане јак. Универзумот не е јак, само духовното битие ослабува. Зошто? Затоа што си ги зема злично работите. Многу често кога луѓето ќе се разочараат, лично си ги сваќаат некои работи, дека они не биле добри. Нема врска. Не си ги земаме работите лично. Некојаш е тешко. Но знаете што? Духот е многу појак од било кој универзум, затоа што он фактички знае дека ги играта. И некојаш за да станат препреките интересни, јаки, човекот си се намалува сам како битие, ама забораваме дека сме се намалили сами како битие. Забораваме. И тука е проблемот. На крај станува све сериозно. На крај станува све, вау, едноставно не е игра, станува многу сериозно, многу напорно, лично. И тука почнува човекот да губи. Затоа што нема ноншалантноста и духот на игра. Океј, ви благодарам што бевте со мене на овој лайв. Се гледаме повторно во среда. И јавете ми се ако сакате консултација 078-261-771. Ве сакам, ве обожавам. Се гледаме повторно во среда со некоја друга тема. Чао. Имајте убава вечер. Поздрав.